Негрижата и неспособноста на надлежните доведе до еколошка катастрофа на Прилепското вештачко езеро. Купиште изумлени риби има на брегот од езерото, која одново остана без вода. Во период кога се уште активно се работи во полињата и кога земјоделците се соочуваат со страсна суша, одново испуштена водата во езерото и одново се предизвикува уништување на рибниот фонд. ВМРО ДПМН во неколку наврати апелираше за ваквото катастрофално менаџирање со езерото од страна на кадрите на власта, а сега одново прашуваме: кој ќе ги недомести штетите на земјоделците, кои уредно имаат потпишани договори за наводнување, а во текот на целиот летен период се соочуваат со недостиг на вода? Зошто по втор пат се испушта водата? И дали некој ќе сноси одговорност за помор на рибите? Каде ви е совеста и како може да се поигрувате со трудот и маката на луѓето кои секојдневно работат по нивите за да обезбедат екзистенција на своите семејства? Дали овој пат ќе го промените испусниот вентил на браната и дали на вистинско место ќе завршат 9 милиони денари пари кои се предвидени за таа намена? Почитувани, наместо спортско-рекреативен центар со игралиште, патеки и место за реакција и уживање, како што ветуваше градоначалникот Илија Јовановски, денеска езерото претворено во пустелија, во едно грдо место кое повеќе никој не сака да го посети. Уништувањето на вештачкото езеро во Прилеп е уште еден од низа скандали кои власта безуспешно се обидува да го сокрие, но како и за секое претходно, верувајте дека ќе одговарат. Ќе одговарат за сите криминали, сакале или не. На Македонија следува обнова и Македонија конечно ќе ја предводи власт која ќе гарантира правна држава за сите. Ви благодарам.